Васил Јованов ја усмртил младата Фросина Кулакова на Партизанска возејќи 91 км на час и под дејство на алкохол, соопштува основното јавно обвинителство. Јованов доби обвинение за тешки дела против безбедноста во сообраќајот, со кое може да биде осуден на максимална затворска казна до 20 години, информираат од ОЈО. Автомобилот го управувал под дејство на алкохол, односно со 0,80 промили алкохол во крвта, но и со брзина на движење од 91 км на час, што е речиси двојно поголема од дозволената. Кога дошол пред обележан пешачки премин на крстосницата, продолжил со движење на вклучено црвено светло на семафорот кој сигнализирал забрана за минување и со предниот лев дел од возилото кое го управувал, удрил во телото на пешакот Фросина Кулакова, која поминувала на обележан пешачки премин и зелено светло за пешаци. Од силата на ударот, оштетената починала на лице место. Јавниот обвинител побарал 20-годишниот Јованов да остане во притвор, а за постапката кон таткото на Васил, Зоран Јованов, во чија собственост е автомобилот со кој беше прегазена Кулакова, наскоро ќе биде донесена јавно обвинителска одлука, информираат од ОЈО. Во меѓувреме се разви жестока дебата околу потенцијалната политичка позадина на масовните протести организирани од неформалната група на младински активисти Кој е следен, која започна да организира демонстрации по прегазувањето на младата Фросина. Денеска сестрата на Фросина, Росица Кулакова, која учествуваше на протестите, се обрати со остри критики до организаторите на Кој е следен. Од еден искрен, спонтан и народен крик на болка се појави нешто друго. Некој со болен ум, со туѓа трагедија реши да си прави профит. Така во јавноста се појави иницијативата Кој е следен. Моите зборови се насочени кон организаторите. Не кон тие што ги гледавме со транспаренти, туку кон оние што секогаш се во сенките. Луѓето чии имиња не се појавуваат јавно, ама сите знаеме кои се. Тие што го водат протестот, а никогаш не одговараат за своите постапки. Од иницијативата Кој е следен за ТВ24 вела дека тие се борат за поголема безбедност на секој граѓанин, а смртта на Фросина била повод, но не и главна причина за создавањето на оваа иницијатива. Ова движење настана природно и сосема спонтано по трагичната смрт на младата Фросина, каде поради револт и гнев се собравме да реагираме против постојаната смрт на млади луѓе по македонските улици. Главната причина е долгогодишното потврлање на системот. Целта на Кој е следен е да нема следни. Траурната несреќа во Кочани ја разјасни сликата кај многумина за тоа што ние се бориме и кои се нашите цели. Доста бевме ние. Корумпираниот систем мора да биде следен. По трагедијата во Кочани, која однесе 59 животи, Кој е следен продолжи да организира протести на кои се приклучија илјадници граѓани. Од оваа иницијатива утре најавуваат нов протест пред собранието, поради како што велат одлуката на пратениците да заминат на одмор во овој чувствителен период кога се бара одговорност за една од најголемите трагедии во поновата македонска историја.